Повеќето западни лидери застанаа зад Украина соочени со руската инвазија, предупредувајќи на заканата од Москва. Анкета на Европскиот совет за надворешни односи сугерира дека граѓаните во овие земји во голема мера се согласуваат со тоа. Постои општо согласување околу идејата дека Украина треба да ја врати целата своја територија. И тоа се зголеми во европските земји што ги разгледавме откако поставивме слично прашање минатото лето. Во извештајот се вели дека 3 фактори го поттикнале единството на Западот. Украинските успеси на бојното поле, начинот на кој војната ги обединила политичката левица и десница и враќањето на силниот Запад предводен од САД. Европејците исто така чувствуваат дека успеале да поминат тешка зима и покрај високите цени на енергијата предизвикани од руската инвазија. Можеме економски да ја одржиме позицијата што ја имаме против Русија и треба да го сториме тоа поради природата на војната што Русија ја води. Таа ги загрозува основните правила на кои се заснова меѓународниот поредок. Додека Русија се обидува да заземе поголема територија во пролетната офанзива, авторите на извештајот велат дека западните лидери треба да искористат јавната поддршка за вооружување на Украина. Сега се потребни воена помош и поддршка, бидејќи ако почне да изгледа дека Украина не може да се справи со ова, можеби поддршката меѓу европејците ќе почне да се распаѓа. Истата анкета, спроведена во Кина, Индија и во Турција, даде многу различни одговори. Во овие земји мнозинството се залага за брз крај на војната, дури ако Украина мора да отстапи територија. Имате силно мнозинство кое вели дека Русија е или сојузник или неопходен партнер. Тие гледаат свет на мултиполарност, во кој ќе треба да се формираат прагматични сојузи, релативно засновани на интереси. Повеќето испитаници во Европа и во Америка очекуваат биполарен свет, во кој доминираат САД и Кина. Сепак, мнозинството граѓани во незападните земји очекуваат фрагментиран глобален поредок со неколку конкурентни сили.